Заменик министер, почитувани присутни. Во вашето објаснување објаснивте за негативниот ефект на прогресивниот данок и дека ќе се пролонгира на 36 месеци или 3 години. За жал, после донесувањето на Законот за прогресивен данок од прилика пред една година, кога и ние ве предупредувавме дека ќе има негативен ефект од прогресивниот данок, на јавната расправа овде во собранието и представниците на Стопанската комора, стопанствениците исто така дадоа забелешки и вие ги одбивавте, ги игнориравте сите забелешки, не ги имплементиравте во законот, за да после неполна година се испостави дека сите сме биле во право. А пред изборите ветувавте да се намали јазот меѓу сиромашните и богатите, да се стабилизира сиромашната средната класа, но со често менување на даночната политика се прават такви пореметувања во финансиите на една држава, кои што потешко се средуваат и ќе треба повеќе време за да се стабилизираат финансиските состојби во државата. На овој начин сакавте да се намали борбата со сивата економија, но очигледно не се постигна тоа. И за да на 1 ноември 2019 година министерката Нина Ангеловска изјави дека примената на прогресивниот данок на личен доход ќе се стави во мирување на 36 месеци и во тој рок од 36 месеци ќе се случуваат јавни расправи, консултации со сите засегнати страни, па токму тоа се случуваше и пред да го донесете законот. За жал, забелешки имаше и Меѓународниот монетарен фонд дека поради откажувањето од примената на прогресивниот данок, но и поради зголемувањето на платите во јавната администрација и на пензиите, сметаа дека би можеле да се подкопаат некои од придобивките навестени со неодамнешните фискални реформи. Така да, суптилните забелешки и од нас, и од Стопанската комора, и од Меѓународниот монетарен фонд не важеа за вас, за да сега се вратите на старото решение. Навистина, дури ни едно домакинство, најобично, велат пазарот дома и на пазар не излегува ист, а камоли на овој начин како вие што си поигрувате со финансиите во една држава. Така да треба по-сериозно да пристапувате кон вакви промени. За жал, спроведувате реформи кои што само вас ви одговараат, а никако не одговараат на државата и на граѓаните. Благодарам.